Почитувани пратеници, почитувани гости, најнапред дозволете ми да го поздравам ова законско решение, кое што сметам дека ќе донесе ќе даде придонес и ќе донесе бенефити на повеќе полиња. Пред се да тргнеме од лицата кои треба да бидат работно ангажирани, кои што ќе може да користат права на социјално осигурување, поднатаму работодавачите кои што ќе имаат некој порегулиран и полесен достап до работна сила, која што треба да ја ангажираат не преку редовен работен однос, туку според своите повремени и привремени потреби и на крајот секако собирањето на јавните приходи во овој дел ќе се подобри, бидејќи сето тоа што се предлага во ова предлог законско решение во овој момент се наоѓа нерегулирано, односно во рамките на една сива зона. Претходните говорници, министерот и заменик министерот, се осврна на самата регулатива и што предлага ова законско решение, така што јас ќе преминам директно на некои конструктивни сугестии како ова законско решение можеме уште повеќе да го подобриме, за да неговата примена биде уште поефикасна и за работодавачите и за органите кои што треба да го спроведуваат и во генерално за целиот државен систем. Најнапред би се осврнала на исплатата на нето примањата на работно ангажираните лица, која што согласно предлогот во законот на некој начин е издвоена од плаќањето на данокот и придонесите. Ние, значи, долги години наназад, почнувајќи од 2009 година, од воведувањето на системот на интегрирана наплата на бруто платата и подоцна воведувањето на системот персонален преку кој што се исплаќаат сите други оданочиви примања на граѓаните, имаме еден воспоставен систем преку кој што секоја исплата на оданочиво лично примање оди едновремено и неделиво од плаќањето на данокот на личен доход. Сметам дека ова можеме и треба да го инкорпорираме и во ова законско решение, значи да го задржиме постојниот систем, да не се враќаме чекор наназад и сметам дека на тој начин работодавачите всушност ќе користат веќе постојни и познати системи, значи тоа би било од корист, тоа ќе биде и дополнително од корист за нив, бидејќи постапката со добивањето на готова спецификација која управата за јавни приходи ќе ја доставува до банките, до носителите на платен промет, во која што ќе бидат внесени сите физички лица и трансакциски сметки, всушност ќе го олесни начинот на постапување на работодавачите. Воедно ќе има статистики за физичките лица, за нивните примањата кои што ги примале, кои статистики ќе можат да бидат достапни на државните органи за следење на тенденции, за планирање на политики и така натаму. И на крајот секако ќе се спречат и определени можни злоупотреби, за кои што постои ризик доколку исплатата на нетото не поминува низ постоечките системи. Значи, сметам дека во тој дел можеме да направиме определено дополнување на предлог законското решение, дека тоа не е всушност ништо ново и непознато, тоа веќе функционира и ќе даде само една дополнителна корист од ова предлог законско решение. Имаме одредени сугестии, исто така, кои што сега зборувавме и со колегите од Агенцијата за вработување, за попрецизно регулирање на некои одредби во рамките на она што се воспоставени системи, термини и регулативи по кои што работиме, бидејќи главно носители на и спроведувачи на ова законско решение треба да бидат Управата за јавни приходи и Агенцијата за вработување со меѓусебна размена на податоци и сметам дека тоа најдобро ќе биде, можеме да го инкорпорираме преку веќе постојните системи и нивна соодветна надградба и прилагодување. Секако,
или доколку ни дозволите, дополнително да се впуштиме подетално заедно со Агенцијата за вработување во такво прецизирање, ќе ги имаме во предвид и оптималните рокови за имплементација со оглед на тоа нели дека спроведувањето треба да биде вклучено и имплементацијата на новите системи треба да вклучи спроведување на постапки за јавни набавки, правење на технички спецификации и така натаму. Значи генерално да го сублимирам моето излагање. Уште еднаш ќе кажам, го поздравувам законското решение и целата моја дискусија може да се сведе на тоа дека стоиме за тоа да помогнеме со конструктивни предлози за обезбедување на еден најефикасен и оптимален начин на имплементација на истото. Благодарам. Благодарам и на вас, почитувана директорке. Наредна да се обрати ја повикувам заменик директорката на Агенцијата за